Загрижува фактот што по 24 години работа на СОС телефонот нема подобрување на состојбата со почитување на правата на децата. Наместо тоа голем е бројот на прекршувањата, велат од првата детска амбасада на светот во Скопје Меѓаши на денешната пресконференција. СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 во неговото досегашно постоење регистрирал 20.581 повик. Во пракса сме сведоци на тоа кога детето и сторителот на делото се на улица, а државните институции не постапиле согласно протоколите за заштита на децата, беше речено на денешната пресконференција, на која беше презентиран извештајот за работа на СОС телефонот за деца и млади и бесплатната правна служба. Во периодот од ноември 2016 до мај 2017 година на СОС телефонот за деца и млади се регистрирани 44 контакти, се вели во извештајот. Во Македонија во моментов 50 деца се потенцијални жртви на насилство. Во најголем дел или во 27 случаи децата се жртви во бракоразводни постапки на нивните родители. Останатите се жртви на семејно насилство. Во 10 случаи што ги регистрирала Меѓаши, децата се жртви на психичко и физичко насилство или негрижа од сопствените родители. Податоците од СОС телефонот кажуваат дека трендот на прекршување на правата на децата продолжува во насока од 50 деца потенцијални жртви. Во периодот за кој што известуваме ноември 2016, мај 2017, 27 е прекршено нивното право во текот на бракоразводни постапки. Поточно е прекршено правото на плаќање алиментација, правото на видување со родителот со кој што не живее или пак вршење на притисок по било која основ да се види со родител со кој што не сака детето во дадениот момент да оствари контакт од било која причина. Семејното насилство исто така е значајно, кое што се повторува како тренд. Воедно децата се жртви не само на физичко, туку на психолошко насилство и негрижа и занемарување на дете, кое што негрижат и занемарувањето е исто форма на злоупотреба, кое што е малце по-индиректна, бидејќи под истата подразбира заборавање, немање комуникација со детето, не водење сметка за основните негови потреби, не само физички или биолошки, туку и психолошки потреби. Од нашите препораки е дека децата мора и возрастните да функционираат во еден систем во кој што е потребно првенствено да му веруваат, дека институциите мора да ги спроведуваат донесените протоколи од страна на владата. Првата детска амбасада во светот Меѓаши бара задолжителна хемиска кастрација за педофилите. Праксата покажува дека во 75% од педофилите го повторуваат делото по одлежувањето на затворската казна. Токму затоа од Меѓаши бараат задолжителна хемиска кастрација. Хемиската кастрација во Македонија е воведена од 2014 година, но во праксата уште не профункционирала. Во моментов, според законските одредби, хемиската кастрација е на доброволна база, ако на насилникот му е прво дело. Сега тој може да избере сам хемиска кастрација, ако сака да му се намали затворската казна. Кастрацијата е задолжителна само во случаите кога педофилот го повторил делото. За да нема нови деца жртви на истите насилници, бараме хемиска кастрација да биде задолжителна уште при првиот случај на педофилија, вели Драги Змијанац, директор на Меѓаши. Во регистарот на педофили на Република Македонија регистрирани се 219 педофили, од нив 11 се во Битола.